Историјата и идеологијата на ВМРО е темата на трибината која викендов се одржа во Крива Паланка. Организатори на трибината беа Унијата на млади сили на ВМРО ДПМНЕ и Централната комисија за култура при Унијата на млади сили. Пред присутните членови на партијата во големата сала на општина Крива Паланка за историјата и идеологијата на ВМРО говореше историчарот Маријан Гиовски, првиот претседател на Унијата на млади сили на ВМРО Драган Димишков, првиот претседател на општинскиот комитет на ВМРО ДПМНЕ од Крива Паланка и актуелен градоначалник на општината Тарсенчо Алексовски, а на присутните од име на Унијата на млади сили им се обрати и Емил Јакимовски. На трибината беше потенцирано дека едновековното постоење на ВМРО е одраз на желбата на македонскиот народ за создавање на самостојна татковина, а секој народ има своја историја и своја борба за место под сонцето. Председателот на Унијата на млади сили на ВМРО од Крива Паланка, Владко Ристовски, ја истакна основната цел на организирање вакви трибини, наменети за целокупното членство на партијата со акцент на новите млади членови. На трибината се поканети основачите на ВМРО ДПМНЕ во Крива Паланка, на општинскиот комитет во Крива Паланка. Тука се поканети и новите членови на ВМРО ДПМНЕ, односно членовите од Средношколската унија, кои што во поскоро време имаат пристапено кон нашата партија. Значи, наша цел е како Општински комитет на Унија на млади сили од Крива Паланка е заедничко дружење на основачите со новите членови на нашата партија. Целта е новите членови, значи подобро да ја запознаат идеологијата на ВМРО ДПМНЕ, што значи ВМРО ДПМНЕ, која е идејата на ВМРО ДПМНЕ и зашто се залага нашата партија. Едновековното постоење и опстојување на ВМРО е директен одраз на борбата на македонскиот народ и на сите граѓани за национално ослободување и желбата за создавање на самостојна и суверена македонска држава. ВМРО се појави како самостојна револуционерна организација со цел да го организира, подготви и поведе македонскиот народ за национално ослободување, рече еден од предавачите на трибината, историчарот Маријан Гиовски, претседател на Централната комисија за култура на Унијата на млади сили на ВМРО ДПМНЕ. Овој серијал на трибини го иницираше претседателот на Унијата на млади сили Диме Спасов, актуелниот претседател, сметајќи дека постои причина за нејзино одржување, бидејќи постојано ВМРО ДПМНЕ има прилив на млади членови, кои што треба да стекнат основни знаења за историјата на историското ВМРО, историјата на ВМРО ДПМНЕ, но секако идеологијата. Нели како треба претседателот да се однесува и во што треба да верува еден ВМРО-вец. Оваа трибина организираат клубот на политиколози, Централната комисија за култура и имаме представници на видни фигури на ВМРО ДПМНЕ од почетокот на 90-тите години. Трибините се интерактивни, не се научни, напротив имат еден поинаков концепт да им биде пред се интересно на луѓето кои што се овде. Мој впечаток е дека околу оној постар дел на историјата на историското ВМРО се интересираат постарите, повозрастните членови. Меѓутоа, оној дел кој што е од 90-тите години, кој бил првиот претседател на УМС, кој бил првиот извршен комитет на УМС, каква била нивната борба тогаш со властите и слично ги интересира по младите членови. И сето тоа е пропратено и со PowerPoint презентација, каде што преку фотографии, документи е прикажана историјатот и на Унијата на млади сили. За почетоците на Унијата на млади сили говореше Драган Димишков, првиот претседател на Унијата на млади сили на ВМРО, кој рече дека кога Унијата се формирала, не ни замислувал дека таа ќе прерасне во свој виден гигант каква што е денес. Но на што денеска го имаме, што денеска го гледаме е еден гигант кој што често пати ме прашуваат дали сум бил свесен што е тоа што јас правам. Знаев дека правев нешто големо за Македонија и за македонизмот воопшто за државата, но дека оволкав политички гигант и дека една ваква величина ќе изгледа како што денес изгледа Унијата на млади сили, воопшто и не бев свесен дека е тоа така. На присутните на трибината им се обрати и градоначалникот на општината, кој како прв претседател на општинскиот комитет на ВМРО ДПМНЕ од Крива Паланка, меѓу другото, рече дека секој член на партијата е дел од историјата на ВМРО. Сите вие што сте присутни и сите членови на ВМРО ДПМНЕ во Крива Паланка си имаат свое место во историјата на овој град, на ВМРО ДПМНЕ. Трибините за историјата и идеологијата на ВМРО ги организира Централната комисија за култура на иницијатива на претседателот на Унијата на млади сили на ВМРО ДПМНЕ Диме Спасов. Досега се одржани низ трибини низ општинските комитети на ВМРО ДПМНЕ низ земјава.